Животот на Викторија Бекам е во центарот на вниманието уште од објавувањето на нејзиниот документарец. Таа сега е директно прашана за наводната афера на нејзиниот сопруг Девид Бекам со Ребека Лус. Ребека тврдеше дека имала 4-месечна врска со Девид во 2004 година, кога работела како негов личен асистент и преведувач. Во тоа време Девид се преселил во Мадрид поради својата кариера, додека Викторија останала во Велика Британија. Девид долго време ги отфрла обвинувањата како смешни, но сега Викторија е прашана за обвинувањата во искрено интервју во подкастот на Алекс Купер Call Her Daddy. Разговаравме за тоа кога неодамна ја прославивме нашата 26 годишнина од бракот и патем луѓето велија дека нема да успееме, но еве на 26 години. Толку многу работи не беа фрлени, но секогаш заедно ја пребродувавме бурата. Сепак се чинеше дека не сака долго да се задржува на таа тема, бидејќи тогаш го спомена своето нарушување во исхраната. Викторија Бекам првпат јавно се осврна на обвинувањата за неговото неверство во нивната сопствена емисија на Netflix. Имаше некои ужасни приказни со кои беше тешко да се справиме. Тоа беше првпат Викторија и јас да бевме под таков притисок во нашиот брак. Тоа беше најтешкиот период за нас, бидејќи се чувствувавме како целиот свет да е против нас. Француската актерка Брижит Бардо жестоко реагираше откако веста за нејзината смрт се прошири на социјалните мрежи. Популарниот инфлуенсер Ака Бабе, кој се занимава со вести за познати личности во својата земја, пред неколку дена изјави дека Бардо починала на југот на Франција. Според моите ексклузивни информации, Брижит Бардо почина денес. Нејзиниот ковчег беше нарачан во Сен Пол де Жара во департманот 9. Иконата почина, оставајќи зад себе незаборавен печат и вечен белег во срцата на французите, напиша тој на X и на Инстаграм. Неговата објава предизвика лавина од реакции, а неколку часа подоцна Бардо се огласи не криејќи го својот гнев. Не знам кој е идиотот што ги шири лажните вести за моето исчезнување, но знајте дека сум добро и немам намера да се откажам, рече таа. Ака Бабе, чие вистинско име е Анис Зетуни, подоцна напиша дека е избришал првата објава, но уште еднаш изјави дека верува од актерката починала. На 10 октомври во рамките на фестивалот Здраво млади во Младинскиот културен центар во Скопје се одржа националното финале на Imagine Македонија 2025 во организација на Музичка младина на Македонија. Победници на овогодинишното издание се Куркам, гранж нойз рок бенд од Кучани, кои ќе представуваат Македонија на меѓународното Imagine финале, што ќе се одржи на 14 декември во Брисел, Белгија. Тие ќе се надпреваруваат со учесници од Шведска, Норвешка, Холандија, Франција, Белгија, Унгарија и Велика Британија. Почетокот на декември во кината НИС Србија ќе биде резервиран за враќањето на Жикината династија. Една од омилените комедии од овој регион, која го означи созревањето на генерациите, го доби своето ново продолжение, чија голема белградска премиера е закажана за 2 декември во Сава центарот. Во новиот филм го следиме Миша Павлович, повторно го игра Никола Којо, кога го посетуваат неговите синови, именувани по нивните прадедовци Жика и Милан. Миша не ги видел долго време, бидејќи живее со Наташа во Москва и со нив започнува нова луда година, полна со смеа, авантура, но и семејни вредности, според најавата за премиерата. Се враќаат у фрау Елза, Весна Чипчик и таткото на Миша Боба, Владимир Петрович.